Ја едно станување, ја нигде не ода, директно ида пчелите ги зирнувам и се врнувам и тогаш друга заработа шујам и стартувам. Некој пат на сабаѓа кога ќе земеш кафе, ќе се качиш на тераса, ќе гледаш, они се зафатени, си носат полени, ги гледаш, влегуват, излегуват, едноставно тоа е опушта. Мирјана и Снежана. Првата од селото Моштица, а втората од селото Дулица. Двете се од различни генерации, со различни животни приказни, но ги поврзува една работа – пчеларството. Имам желба да работи и сакам да работи, да ме будиш и ноќна сезона ја ода. Таму има рој, мисля, или пчела да се вади, ја станувам и ода. Немам мисла, мераки имам за да чувам мисла. Како дете, значи сме имале по 3-4 пчелни семејства, значи во селото кога живеев тука, али тогаш сум гледала само од надвор, значи не сум имала јас буквално никаков контакт. Тоа било тогаш и толку. Моето самостојно пчеларење од пред 4 години почна. Тие се дел од здруженијето Меден Исток. Сопствените пчеларници ги одржуваат стрикно по правилата за одгледување пчели на одржлив начин, без хемиски препарати. Мирјана веќе 17 години е со пчелите. Природното е одгледување и за пчелата е подобро и за, мисля, луѓето да го конзумира, мисля, нема со органски ги третираме, со други химикали не ставаме, мисля, така да штетно е друго да ставаш. Снежана објаснува дека е значајна и локацијата на пчеларникот. Добро е да биде добро за развој, за пролетен развој, за презимување. Пожелно е локацијата да биде, значи, сончева страна, затоа што не е добро за преку зима ако, значи, не ги грее сонцето. Од местоположбата зависи и каков ќе биде медот. Шумски мед, претежно, значи, темен мед, доаѓа од давот. Кога желадите се појават има лисна вошка и едноставно тој е многу потемен мед, многу е здрав, значи многу побогат со минерали, со витамини за нас луѓето. Мирјана пак наједноставно ни покажа дека се што е поврзано со медот е добро за здравјето. Ово само го земеш и кад жвака го јадеш, ја. А тоа што е? Прополис. Тоа е прополис. Да. Тоа е здраво. Ово е здраво и на суво да се јава со раци килото 2,5 линарки, ја. А ово вика некој ти го фрлиш. После години поминати меѓу роевите, двете пчеларки создале и посебен однос кон пчелите. Нежно треба само спремани. За пчелите те осетува дека ги сакаш и они не касат. Пчелата, значи, добро битие, добро суштество, едноставно благородно е. Сите знаат за опрашувањето. Медот е здрава варијанта, многу е подобро да купуваат од пчелари што ги познават или што ќе отиде се на самиот пчеларник што ќе погледне, значи органски производител. Првите приноси мед ги очекуваат кон средината на август. Се надеваат на навремени субвенции од државата, но и природата да им биде во прилог. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.